Драги мои пријатели, покрај малите екрани, јас се наоѓам пред нашиот домаќин во преубавата Струмица, пред хотелот Илинден. Во кујната на хотелот Илинден во Струмица денеска ќе ги правиме нашите гурмански специјалитети, односно нашиот денешен специјалитет, и ќе ги раскажеме нашите гурмански приказни, односно денешната гурманска приказна. Се гледаме внатре во кујната на хотелот Илинден. Драги мои почитувани пријатели, како што кажав во најавата од прекрасната Струмица, ова утро сме, значи, каде на друго место, ако не во Струмица. И тоа буквално во хотелот Илинден. Тоа е едно прекрасно хотелче, веројатно многумина од вас знаат каде е, а за оние кои што не знаат, во текот на оваа емисија ќе им објасниме. Со мене ова утро, добро утро, Пепи. Добро утро. Еден млад мајстор кулинар, еден млад готвач кој што ќе ни го приготви денешниот рецепт. Пепи, што ќе готвиме денеска? Денес ќе готвиме свински котлет или како се вели, во сос од лук. Сос од лук. Да. Се јаде ли лук во Струмица? Да. Значи сите оние кои што имаат висок притисок и кои што сакаат да го поминат ова грипов лажњаков, можат слободно да јадат лукче. А инаку лукот е познат по тоа дека е многу вкусен. Што ни е потребно за овие свински котлети со лук? Свинско каре. Свинско каре, значи може и рецептот и свинско каре да го крстим. Да. Но свински котлети генерално. Лукче, за сосот и морков. Морковче. Потоа имаме веројатно за сосот печурки, така. Брашно имаме тука, мардонос, шеф микс, имаме маргарин и апсолутно наша сос ја претуривме за да можеме да си ја користиме, затоа што паковката ни е голема. Нели наша сол е познато дека ни е паковката голема. Кажи ми прво вака, колку години имаш? 21. 21. Колку години готвиш? 2 години. 2 години готвиш, од 19 години? Да. Како се одлучи да бидеш готвач? Ајде да се одлучиш на 35 години, така, ама на 19 години? Така. Лесно, а? Многу лесно. Добро, нема да те прашуваме веќе како се одлучи да бидеш готвач, ти си веќе готвач, тука си во хотелот Илинден. Што треба прво да направиме? Прво карето. Прво карето да го исечеме и да го истолчиме. Да. Така. Значи правилото е за едно парче дека се сече, значи со двете страни и потоа се толчи. Одлично. Состава на скарата. Така, скарата ни е згрејана. Поидеме на сосот. Да одиме на сосот, сосот ќе го приготвиш тука. Да. Значи на половина метар од оваа локација, од овој сет кај што сме сега во моментов. Значи прво се ренда лукчето, така? Да. Морковот ни исто така сегмент на сосот. Кажи ми, гостите во хотелот Илинден дали преферираат повеќе да кажеме домашни специјалитети или бараат нешто што е светско? Гледам дека денеска утрово имате доста луѓе вака на семинар, имате од широм Европа, германци, гледам италијанци, од Бугарија и така натаму. Повеќе преферираат домашни јадења или повеќе струмички јадења? Струмички јадења. Така. Тоа е добро. Сега треба морковот. Ова вака ќе го земете на страна за да не смета, а гледам дека веќе така, слободно готви си. Дома готвиш ли? По некој пат. По некој пат, а?
ставиш малку маслиново масленце, колку што гледам. Масло зет. Така. Во многу од емисиите што ги подготвувавме, овој сос беше подготвен, така да вие, почитувани пријатели покрај малите екрани, немавте можност да видите како се подготвува. Токму сега го начекавме, нели, Пепи во заседа тука во кујната на хотелот Илинден во Струмица, да конечно и видиме како се подготвува ова класично сосче за прелив, сос од така наречен, значи познат сос од бел лук. Што ти треба се? Водичка, во фели. Благодарам. Повели. Така. Пепи има добар асистент во мојата маленкост. Ова го изрендавме. И нормално, наша сол. Нормално наша сол. Ајде, лака. Пепи, готов си со сосот, Да. слободно донеси го тука. Еве, јас ти го приготвив тањерот, чинијата за аранжирање. Тоа е Све готово. е готово. Еве. Добро. И доаѓа сосот. Многу убаво мириса, буквално лукчето онака удара во ноздрите и предизвикува да ги лачиме оние сокови кои што не тераат на јадење, значи работи стомакот веќе по наредба на мозокот кој што има ваква пријатна гледка. Ова е готово, ни треба уште само една минутка да подготвиме, значи оно што ќе оди како прилог ќе оди нели варен морков, варена пченка и варен грашок, но мора малку да биде на маргаринче. Да, на маргаринче. Ајде, повеќе. Сега аранжирај го. Значи додади така. Навистина вкусно изгледа, навистина вкусно и мириса. Може декорацијата да ја завршиме со Со 2 шери домат. 2 шери домати, повели асистент Ромевски на услуга на Пепи во ресторан Илинден. И вуала, драги мои пријатели, покрај малите екрани, тоа беше, значи, свинските котлети со сос од бел лук, направени од нашиот домаќин гостин, младиот маестро, 21 годишниот Пепи. Пепи, ти благодарам ово утро за добрата соработка. Се гледаме повторно некое ново утро. Ние ќе си бидеме гости во Струмица, ќе си останеме неколку дена гости на вашиот хотел и тука ќе си изработиме неколку рецепти заедно со тебе. Може, дозволено? Да, дозволено. Благодарам. Значи се гледаме во одјавата каде што јас нормално ќе си пробам од ова изморено јадење. И драги мои пријатели, како што кажав, во кујната на хотелот Илинден, сега сум веќе во ресторанот, можете да го забележите многу пријатниот интериер, а мене што ми преостанува друго, освен да го пробам, нели, денешното главно јадење, свинско со сос од бел лук. И не би бил јас Оливер, доколку не уживам во денешното јадење, што е нормално за еден гурман и што е нормално за еден раскажувач на гурманските приказни.
навистина прекрасно. Ако сакате да го вкусите ова извонредно јадење, повелете во Струмица, повелете во хотел Илинден или барем гледајте ги гурманските приказни и направете го овој ист рецепт. Се гледаме повторно на истото време, во истото време, на истата фреквенција. Чао!